Навреди, понижување, омаловажување, закани, а неретко и физичко малтретирање се нештата кои што го отсликуваат силеџиството, односно булингот меѓу младите лица. Училиштата се местата каде што булингот најчесто ја демне жртвата, но вербално и физичко насилство речиси се случува и надвор од училишните клупи. На прашањето зошто се јавува булингот, кои се најголемите причини за оваа негативна појава, пред нашата камера во интервју објасни училишниот психолог Весна Стефческа. Причините се големи. Некогаш се тоа лични, персонални. Децата се однесуваат агресивно, се насилници и силеџи, затоа што се чувствуваат обесправени, се чувствуваат отфрлени. Деца кои се љубоморни, во суштина се деца кои се несигурни, желни за внимание, значи деца кои поради недостатокот на внимание со својот начин на несоодветен начин на реагирање кон другите го привлекуваат вниманието кон себе и да кажуваат својата вредност на погрешен начин. Причини се секако и останатите чинители, семејството, дисфункционалното семејство, нарушените односи кои постојат во семејството. Причина е тоа што децата често пати во рамките на семејството се жртви на насилство, вербално и физичко, или пак се сведоци на насилство кое се случува во семејството помеѓу родителите. Покрај семејството, причина можеме да сметаме и самата поставеност на вредностите во општеството, која за жал мораме да признаеме дека е сериозно вредносниот систем нарушен. Психолозите сметаат дека од голема важност за превенција од булингот и да се поттикнат децата жртви на булинг да го пријавуваат малтретирањето од секаква форма кај наставниците или училишните психолози. Исто така потенцираат и дека родителите играат клучна улога во процесот на давање поддршка и препознавање знаци на тортура кај нивните деца. Секогаш превенцијата е најдобро решение за проблемите. Значи, ние во делот на превенција децата мора да ги научиме на работи кои ќе го спречуваат насилството. Зборувам, тоа може да го од аспект на родители и од аспект на останатите чинители во општеството кои се поврзани со децата и работат со децата. Значи, ние треба да го превенираме насилството во самите училишта, во самите установи уште од најмала возраст, градинките, основните училишта и сите заедно да го дадеме доприносот во однос на превенцијата. Што конкретно треба да направиме? Децата треба да ги научиме пред се да зборуваат за своите проблеми. Кога зборувам за проблеми, не мислам само на насилството и за останатите. Децата неопходно да ги научиме да го пријавуваат насилството и дека не треба тоа да го толерираат. А од аспект на родител, како ние да постапиме, наједноставно да им посветиме време, квалитетно време на нашите деца, кои за жал се помалку го имаат. Ние можеме да зборуваме и да наоѓаме оправдувања дека животот е сменет, премногу динамичен, премногу стресен, но децата се наша одговорност, значи одговорност на родителите, одговорност на наставниците и неблагодарно е ние да бараме оправдувања дека немаме доволно време. Едноставно не смееме тоа да го дозволиме. Зошто е битно да одвоиме време? За да ги слушнеме децата. Децата се помалку се слушнати од родителите. Децата некако како да немаат на кого да се обратат. Со децата треба да се разговара, не да се зборува. Децата треба да ги слушнеме, затоа што проблемите нивни за нас може да изгледаат беззначајни, ама ние не можеме
кога детето зборува за нешто, да не го сватиме сериозно, затоа што таа работа која се случува представува проблем за детето. Треба да му дадеме, зборувам повторно од аспект на родител, чувство да изградиме кај детето чувство на сигурност и доверба, дека доколку се соочи со нешто, дека родителот е секогаш тука за него, дека тоа дете не е единствено кој се соочило со можеби таков проблем, има и други, и дека родителот е тој кој ќе му помогне. Инаку, како дополнителни мерки за спречување на булингот низ училиштата, согласно член 5 од Законот за основно образование, вработените во образовните установи се должни да промовираат еднаквост меѓу учениците и активно да се спротивставуваат на сите облици на дискриминација и насилство.